Пред самиот крај на откупната кампања и пред стартот од новата производствена реколта, уште едно очекување на македонските тутунопроизводители најверојатно ќе падне во вода. Имено, тутунарите кои меѓу првите го предадоа родот, по се изгледа нема да бидат обештетени со бараната доплата на разликата во откупните цени. Од Сојузот на земјоделски здруженија велат дека по разговорите со Министерството за земјоделие, а и со откупувачите, шансите за ова биле, речиси, еднакви на нула. На изненадување на сите производители тргнаа да се цени сето на прва класа, што не можеме да речеме дека е лошо, од една страна затоа што парите се повеќе, а од друга страна се нарушува пазарот за тутун со тоа земањето само на прва класа, ама сепак тие се приватни компании, тие одлучуваат. Ние побаравме најпрво од Министерството за земјоделие, Министерството за земјоделие вика ние тука немаме ништо со доплатата, фирмите рекоја многу години некогаш бил поскап, па после во февруари поевтин, пак не му ги задовме парите вика на останатите. Колку за подсетување, ова следува од како лани, на почетокот од откупот, откупувачите тутунот го вреднуваа по цени и класи кои, според тутунарите, реално не соодветствуваа на квалитетот. За на крајот од откупната кампања, кога се виде дека тутун нема доволно и ѓубрето да се откупува во прва класа, што предизвика револт кај тутунарите. Од друга страна, веќе од наредниот месец треба да започне склучувањето и на договорите за годинашната реколта. Новите откупни цени се уште не се дефинирани, а од Сојузот на земјоделски здруженија бараат тие да бидат за 20% повисоки од ланските. Зашто? Како што не информира, допрва ќе се разговарало со откупувачите и со ресорното министерство. Инаку, македонското тутуно производство последниве години бележи тренд на рапидно опаѓање, кое се должи на значително зголемените производни трошоци кои не соодветствуваат со откупните цени, но и на се поголемото иселување на земјоделците воопшто.